Вчера требаше да се видам со еден наш режисер кој што живее у странство и ми вика, ајбе да се видиме, да те видам онака, вика, за 2-3 дена си одам. Него ни прашав зашо, као се договоривме, предпоставувам беше за некоја представа, што сака тука да ја работи. Но до средбата не дојде од оправдани технички причини, нели нешто му искрсна на човекот, не е битно, али ја после вака си размислав, еве ќе се видев со него. И што, например, ќе ми кажеше некоја представа дека сака да ме земе, што сака у наредниве месеци да ја работите. И си викам, има ли смисла човек си уште да се занимава со театар? Исто така еден пријател ме замоли да му промовирам книга што ја напише. Истото прашање си го поставувам. Има ли смисла во ова време човек да напише книга? Може би од тие истите филозофски, овие лични перцепции, ја не сум седнал ни да напишам, ни да прочитам книга. Ми нема смисла. Оти кога звецка оружјето низ цел свет, мислам дека најпаметно што може да направат паметните е да замолчат. Оти кога лудилото царува, на паметниот му е најдобро да молчи. Може би порано не сум мислел така, но сега тоа го мислам, особено ако се земе у предвид дека се покажа, се покажувало и ќе се покаже дека уметноста е само еден обичен декор, од кој што уметниците си прават филм дека се нешто многу важни, дека се промотори на убавината, а и оние општествено ангажирани уметници дека се промотори на вистината, на совеста, на свеста. Све е тоа да ви каже бато Сашо Курот овца. Никогаш ниту еден уметник со ниту едно дело не успеал ни за трошка да го смени светот. Сето тоа се митови што си ги прават уметниците, демек се многу важни, кур се тресе уладна вода, ниту некој ги прашува, ниту некој некогаш ќе ги праша. Да беше така, да се слушаа паметните, да се слуша интелектуалците, овој свет немаше да биде свет на војни, на хуманитарни катастрофи, на геноциди, на такви работи. Сега кога буквално дојде до комплетен слом на меѓународното право, Обединетите нации повеќе не вредат ни мочана пара, поготоа со новите закони во собранието во Израел, кај што ги укина одредбите закони од 60 и некоја година со кои што им се дозволува пружање хуманитарна помош, интервенција некоја тамо на Обединените нации итн. Сега им е сето тоа забрането. Значи една држава се однесува како да е сам свој господар во светот. Значи се тргна од тоа условно кажано друштво на народите, затоа што Обединетите нации практично се продолжена рака на друштвото на народите, кое што е љуф на работата после ова Првата светска војна комплетно. Еве истото му се случува 80 години и кусур на Обединетите нации, едноставно после 1999 година со нападот на НАТО врз тогашна СР Југославија и присилното одземање на Косово од незините граници, фактички со тоа прво кршење на сите одредби на Обединетите нации, подоцна и со нападот на Ирак 2002 која година беше, со една смислена претходна кампања на познатиот
шпион у таа време, двоен шпион Snowball, кој што ја истера таа кампања дека наводно ирачаните поседуваат постројки за хемиско и нуклеарно оружје, излезе дека од тоа нема ништо, дека беше уништена на суверена држава, која што беше просперитетна, како што подоцна му се случи на Либија на Гадафи, да не зборам за онаа цела арапска пролет, која што беше еден практично вовет во она што се случува во ова што се случува денес во светот. Да, од вчера размислувам на таа тема, чуму театар, чуму пишување, чуму книги, чуму све, кога во едни околности, кога светот е комплетно десензибилизиран, дехуманизиран, во период кога се врши отворен геноцид, тоест директен геноцид на палестинскиот народ, со поддршка на, ќе кажам, една од најмоќните суперсили во светот, со поддршка на Европската Унија. Не е важно кои се тие луѓе, кои е тој народ, дали се муслимани, дали се христијани, дали се вакви, дали се онакви. Важно е дека светот, тоест оние кои што го водат светот, дека практично се комплетно десензибилизирани, да не зборам за нивните двојни аршини, за нивната селективност, за нивната бруталност во поддршката да се изврши комплетно протерување и геноцид на еден народ од една територија каде што живее, да кажеме, со векови. Тоа само доволно зборува за светот и за треба да им биде тоа порака на сите мали народи, што би ги очекувало и нив, доколку би дошле на во видното поле на удар на големите сили, доколку на некој начин им станат камче во чевелот. Едноставно, ова е директна порака дека да сватат што ќе им се случи. И најтрагичното во целата приказна е што ние одбравме да бидеме дел од таборот кој што исто не уништува, но преку една тивка асимилација и тивко себе поништување. Фактички, со нивните уцени и ултиматуми, нивната цел не е тие да не уништа, туку сами да се укинеме на некој начин, и тоа е нивната, како да кажам, смисла, сенс за пријателство, за партнерство во сите оние институции каде што веќе не зачленија или каде што ние сакаме да се зачлениме, а они као не ни даваат. Немам што повеќе да кажам, освен дека можеби му е и ваков како што беше, овој свет до сега можеби не беше доволно добар и можеби треба да се случи нешто да работите да се сменат од корен. Или да го снема, или да се прегрупира, да ја прераспредели моќта, да се ресетира, но во вистински начин фактички да се почне од нула. Затоа што ваков каков што беше поставен и конципиран после Втората светска војна, тој може беше добро поставен, но со паѓањето практично на Берлинскиот зид, правилата на игра кои се наметнаа, самата ситуација кога остана само една суперсила да владее со светот, придонесе до овој резултат што го имаме денес. Така што би рекле некои драмски автори, доста беше и ваков мир. Може треба да се разлупаат една здраво и да видиме шо од почеток да се направи. Од и вака више не иде. Не е битно. Тоа е комплетно духовно
како да кажам, духовна декаденција, ментална, духовна, социјална, политичка, секаква. Исто беше како тоа се проширува таа глобална декаденција на овие помали сегменти, како тоталитарната идеологија ја менува свеста кај луѓето. Ми е класичен пример ова еден наш сограѓанин на свадбата со неговата сегашна сопруга го вика и низиниот дечко. Тоа е она која, пошто читав вчера некои работи за некои наши естрадни уметници као поддржале некоја ЛГБТ идеологија, па овие од другава страна нешто као ги критикува. Не е битно тоа, но ете таа приказна ми текна, ме подсети на ова што од пред неколку месеци, може би година, две има. Да, ја покани на свадба и се сликаше со него, оти вика дека, замислете, тоа се негови зборови, дека тоа што жена му сегашна има дечко, тоа е дел од незиниот идентитет. Еве ме интересира ваше мислење. А ја викам, све тоа изгледа резултат на тоа кој ќе се работи за млад брачен пар, многу млад. Тоа е она која ќе ти го измијат мозокот и која ќе ја убијат можеби машкоста во тебе со разноразни доктрини и идеологии и можеби со вишак естроген додаван во храната као хормони, за кои што не се ни збори овде. Ако го кажеш, нели, одмак ќе те обвина дека си теоретичар на заговор, но сето тоа веројатно неверојатно него ја менува свеста кај луѓето и прави од нив нешто што не се, тоест ги отргнува од нивната автентична природа, во случајов, нели, од неговата машкост. Еве, да ве прашам, дали вие на вашата свадба би си го поканили дечкото на вашата на сопруга и да направите една фамилијарна фотографија со него. Јој, Путино е, брате. Стискај тоа копчињата побрзо, си еба мајката све.